Благодарам, председателе, почитувани колеги и пратеници. Денеска на дневен ред пред вас е изборот на новиот втор состав на Комисијата за верификација на факти во согласност со законот. Би сакал неколку значајни работи да ги потенцирам. Не би навлегувал премногу персонално заради тоа што списокот на кандидатите и нивните биографии ви е поделен. Би сакал да потенцирам неколку елементи. Прво, процесот на лустрација во Република Македонија е процес кој што е законски. Процес врз база на донесен закон на Собранието на Република Македонија. Легитимно е на некој повеќе, на некој помалку, на некој ич, да им се допаѓа, односно да не им се допаѓа процесот на лустрација, но лустрацијата е законски, легитимна и легална постапка која што ова собрание во име на граѓаните ја утврдила според закон. Втора работа. Процесот на лустрација не само што добива поддршка, туку и континуирано Република Македонија добива упатства процесот на лустрација да биде побрз, поефикасен и да се изразам со терминолошка осцилација и потврд од оној што денеска го има Република Македонија, заради тоа што според проценките на сите надлежни институции меѓународни, Советот на Европа, Европскиот парламент, Европската комисија и така натаму, неопходно е спроведување на процесот на лустрација во сите посткомунистички држави. Трета работа. Процесот на лустрација е спроведена во 95% од државите кои што претходно живееле во комунистичкиот систем. Во сите држави, без исклучок, имало осцилации, имало проблеми, имало негодувања, но во сите држави процесот е спроведен со поддршка од меѓународната заедница. Тоа е така, не со цел да биде казнет било кој, туку е така за да се расчисти со наследството од претходниот систем и тоа и во институционална, но и во морална, етичка и идеолошка смисла. Зошто? Заради тоа што докажано е дека во претходниот систем, за жал во Република Македонија и после 1991 година, заради идеолошки и политички убедувања, нарушувани се човекови права. Луѓе се следени, луѓе се затварани, на луѓе им се правени политички досиеа, луѓе завршувале во затвори, дел дури биле ликвидирани. Само и само заради различно политичко и идеолошко убедување, кое во најголем број од случаите било базирано на убедување за слободна, демократска и самостојна Македонија. Токму тоа што представува најголема победа на македонскиот народ во денешницата и било кога досега, заради тоа луѓе биле затварани, биле следени и биле оневозможувани да живеат нормален живот. Предлозите кои што ги имате пред вас се плод на консултации со сите политички партии. Би сакал да изразам огромно жалење во моје лично име, заради тоа што најголемата опозициона партија, заедно со помалите партии кои што се во директна коалиција со низе, одлучија да не учествуваат во процесот на лустрација, со тоа што не посочија кои кандидати од нив би добиле поддршка. Тоа не е добро, бидејќи процесот на лустрација, како што кажав, е процес врз база на закон. Со неучествувањето, СДСМ не се трга од одговорност, напротив, ја дуплицира својата одговорност. Ако еден процес, кој што е воспоставен со закон, ви дава можност да учествувате и на тој начин да се потрудите, да ја подобрите, односно да го подобрите процесот, а вие одлучувате да стоите настрана, почитувани колеги од СДСМ, ја носите одговорноста и со вашето неучество во изборот на составот на Комисијата за лустрација го губите правото да го критикувате процесот. Би сакал да потенцирам уште неколку факти. За мене е целосно неприфатливо и комплетно политичка хајката која што овие неколку години се спроведува од страна на СДСМ и на најблиските медиуми и интелектуалци против процесот на лустрација и против досегашниот состав на Комисијата за лустрација. Тоа очигледно се прави со намера
за да се исперат биографиите на неколкуте блиски луѓе до СДСМ, кои што очигледно во минатото, до 90-та и после 90-та, ги злоупотребувале своите позиции или доаѓале до позиции благодарение на соработка со тајните служби, а базирано на популарно, односно народски кажано, кодошење на своји пријатели, своји роднини за жал, своји колеги, заради различно политичко и идеолошко убедување, кое што, да повторам, во над 90% од случаите се однесува на идеолошко убедување за слободна, независна и демократска Македонија. За мене е целосно неприфатливо извртувањето на тезите. Денеска СДСМ се обидува сите оние кои што во минатите години биле председатели на уставни судови, судии, декани, добивале најразлични државни позиции и функции, да ги представи како жртва, а во исто време сите оние кои што завршувале во затворите, кои што завршувале без работа, кои што чии фамилии биле унаказани само заради тоа што се бореле за независна и демократска Македонија, да ги заборави и да ги избрише од помнењето на македонскиот народ. Почитувани колеги, да бидеме најасно, не се жртви тие денеска кои што лустрираат, кои што се лустрирани. Заради тоа што тие се огрешиле спрема своите колеги, се огрешиле спрема своите роднини, се огрешиле спрема своите пријатели. Тие седеле со нив, пиеле кафе, им правеле друштво, им се правеле големи другари, големи пријатели, големи колеги, а во текот на ноќта куцале извештаи и ги предавале нивните политички и идеолошки убедувања на тајните служби. Не се тие луѓе жртви. Тие луѓе нарушувале човекови права. Затоа, целата хајка, која што СДСМ ја прави, за да спаси 4, 5 или 6 од своите значајни фигури, во процесот на лустрација е антицивилизацијски процес. Ние ќе бевме среќни ако Социјалдемократскиот сојуз, како многу други леви партии во бившите комунистички држави, да собере храброст, да се извини за сите злосторства кои што биле нанесени по основ на различно политичко и идеолошко убедување и да собере храброст не само да ја поддржи лустрацијата, туку да биде предводник на идејата за лустрација во Република Македонија. Целата хајка создаде впечаток кај македонскиот народ дека се лустрираат стотици и илјадници луѓе, дека се унаказуваат не знам колку луѓе. Всушност, вчера видовме дека во Република Македонија се лустрирани само 120 луѓе. Можете да представите колкав бил апаратот на претходниот систем. Колку луѓе биле вклучени во тој апарат, колку луѓе кодошеле во тој апарат. Да представувате дека е хајка, а имате бројка од 120 луѓе, мислам дека е непринципијално и е невистинито. Почитувани колеги, кога ќе зборувате денеска за неколкуте ваши функционери кои што биле лустрирани во процесот на лустрација, ве молам, немој да го заборавите името на Методи Андонов Ченто. Ве молам, немој да го заборавите името на последниот Гемиџија Павел Шатев. Ве молам, немој да го заборавите името на најстариот, најискусниот и првиот пратеник во АСНОМ, Панко Брашнаров. Ве молам, немој да го заборавите името на Петре Пирузе Мајски, предводник на партизанските одреди во Западна Македонија, во Охридско. Ве молам, немој да го заборавите името на докторот на правни науки Владимир Полежиновски. Ве молам, немој да го заборавите името на Живко Чинго. Ве молам, немој да го заборавите името на Ристо Шишков. Ве молам, немој да го заборавите името на Јован Котевски. Ве молам, немој да ги заборавите 53-цата стрелани во Велес. Ве молам, немој да ги заборавите 30-тината стрелани во Штип. Ве молам, немој да ги заборавите затворените и убиените на Скопското кале. Единствено само заради тоа што се спротиставиле на идејата македонската војска да се бори за ослободување на Срем
а да не направи ништо за ослободување на Македонија. Ве молам, немој да заборавите десетици и десетици скромни, едноставни луѓе во скоро секое село во Република Македонија, во скоро секоја населба во Република Македонија, кои што биле жртви на претходниот систем само и само заради тоа што сакале слободна, независна и демократска Македонија. Никој не ги оспорува достигнувањата на претходниот систем. Никој нема да ги оспори придобивките во одредени сегменти кои што ги оставил претходниот систем. Впрочем, ние ниту еднаш не тргнавме да напаѓаме се. Но, почитувани колеги, денеска мораме да се согласиме дека претходниот систем и остатоците од него во почетокот на 90-тите и во текот на целите 90-ти години нарушувале човекови права, следеле политички противници, снимале политички противници, затварале луѓе, убивале луѓе. Тоа не е спротивно на закон, тоа е спротивно на устав и тоа е спротивно на сите конвенции за човекови права која што оваа цивилизација ги познава. Затоа изразуваме огромно жалење заради тоа што лустрацијата денеска стана повод за да се расправаме помеѓу нас. И повикуваме уште еднаш СДСМ да ја прифати историската одговорност, да се вклучи во овој цивилизацијски процес и да биде предводник на лустрацијата. Да се извини заради тоа што идеолошките татковци на СДСМ нанеле штета на цели фамилии, на цели села и на цели градови и да биде модел на обединување, модел на разбирање и модел на градење на довербата. Многу пати сум ви посочил и денеска ќе ви посочам. Во историјата на оваа држава вклопени се илјадници и илјадници жртви. Гинеле илјадници и илјадници луѓе. Тие во своите борби најмалку правеле разлика дали се со лева или со десна политичка провиниенција. Тие тогаш и не ги разбирале тие дефиниции и димензии. На сите нив мисла водилка им била слободата на Македонија. Така било и во 1944, така било и во 1903 година. Немојте денеска, кога цивилизацијата е напред, кога демократијата е напред, кога поимањето и разбирањето е напред, да се делиме по тие димензии. Ако ни е заедничка мисла водилка слободата на Македонија и демократијата во Македонија, СДСМ носи историска одговорност да се вклучи во овој процес и да биде предводник на овој процес. Само на тој начин илјадниците фамилии, повторувам, илјадниците фамилии чии предци завршиле во занданите на УДБА, чии предци завршиле во затворите во Идризово и во Тешево, чии предци завршиле на Голи оток, чии предци биле убивани заради мислата за слобода за Македонија, ќе знаат и ќе сакаат да простат. Се додека тоа не се случи, ние постојано ќе имаме недоверба дали се бориме за истата цел, дали ја посекуваме истата цел и дали истата мисла водилка ни е заедничка. Затоа, почитувани колеги, немојте денешната расправа да биде повод за дополнителни кавги и расправи. Немојте денешната расправа дополнително да ни внесува раздор во македонското национално ткиво. Заради тоа што процесот на лустрација не е процес во кој што е казнет било кого. Напротив, единствена работа која што треба да биде постигната е да има помирување и да се дознае вистината. Јас многу искрено, многу длабоко и многу честно ве повикувам да размислите два пати пред да тргнете фронтално да ги браните оние 4-5 ваши функционери кои што според сите докази и според сите документи не само што се огрешиле спрема луѓето, туку и го прекршиле уставот и ги прекршиле сите конвенции за човекови права кои што постојат во оваа модерна цивилизација. Мнозинството од вас немаат никаква поврзаност со претходниот систем, мнозинството од вас се млади луѓе кои што се пратеници 3-5 години максимум, затоа немојте на вас да ја превземате тегобата на илјадниците жртви кои што
ги имаме во минатите 60 години. Со повик за разбирање, јас ќе го завршам одговор.